Почитувани гледачи, добре дојдовте во Урбаните вести. Еве ги насловите за денеска. Зголемено полициско присуство пред собранието на Република Македонија. 94 повредени и 19 смртни случаи на работно место минатата година. 5 опери, 3 балетски представи и 2 рецитала на 45-тите мајски оперски вечери. Во 2016 година зголемен е бројот на паркиралишта и гаражи. Општина Петровец апелира за поодговорно однесување на излетничките места за 1 мај. По синокешните инциденти попладнево состојбата е мирна. Нема собрани граѓани, а се забележува засилено присуство на полицијата. Околу собраниската зграда се поставени метални барикади, а улиците се затворени за сообраќај. Пред главниот влез на собраниската зграда се поставени шатори за поддржувачите на иницијативата за заедничка Македонија. Пред собранието на Република Македонија по синокешните инциденти се засилува присуството на полицијата. Кај парламентот со автобуси пристигнаа дополнителен број полицајци. Околу собраниската зграда се поставени метални барикади, а улиците се затворени за сообраќај. Пред главниот влез на собраниската зграда се поставени шатори за поддржувачите на иницијативата за заедничка Македонија. Во инцидентите што се случија синоќа откако група граѓани влегоа во собранието по постапката што ја спроведува СДСМ и албанските партии за избор на Талат Џафери за претседател на собранието. Како што информира МВР, се повредени 109 лица. МВР соопшти дека синоќа до 23 часот и 30 минути во градската општа болница 8 септември, градската болница Свети Климент Охридски и клиничкиот центар, лекарска помош побарале 70 граѓани, 22 полициски службеници и 3 пратеници. Дополнително во касарната Ѓорче Петров лекарска помош укажана е на уште 7 лица. Собраниската служба за односи со јавност соопшти дека по вчерашните случувања во зградата на Собранието на Република Македонија причината е материјална штета и дел од работните простории, прес-центарот како и салата Македонија, во која се одржуваат пленарните седници, се надвор од употреба. Согласно законската регулатива, надлежните институции преземаат чекори за нивно ставање во функција и утврдување на штетата, стои во соопштението. Оттаму вела дека се прават напори за враќање во правобитната состојба во најкус рок, со што ќе се создадат услови за работа на собранието. Минатата година регистрирани се 19 смртни случаи на работно место, а 94 повреди. Ова денеска беше истакнато од Македонското здружение за заштита при работа по повод Светскиот ден за безбедност при работа. Здруженијето оваа бројка ја добило според информациите објавени во опишаните медиуми во Македонија во 2016 година. Според податоците од Македонското здружение за заштита при работа во текот на минатата година регистрирани се 94 повреди на работно место, а 19 смртни случаи. Како извор за добивање на податоци за несреќите при работа користени се информациите објавени во опишаните медиуми во Македонија во текот на 2016 година. Според нив, стапката на смртни случаи во Македонија изнесува 2,62, односно на секој 100.000 вработени загинуваат 2 до 3 вработени. Стапката на смртни случаи незначително се намалила во споредба со 2015 година, кога изнесувала 5,44. Најмногу несреќи се случиле во Гевгелија и Скопје. Голем дел од несреќите се случуваат на почетокот на пролетните и летни месеци, односно најголем број несреќи се случиле во месец април. 2016 самата по себе е година каде што дава надеж дека несреќите одат по надолна линија. Ако ги споредиме со 2015, каде што имавме некаде 40-тина, оваа година има 19. Несреќите според делатности, повторно имаме една цела област која не ја третираме, а тоа е делот на домаќинства како работодавачи, поточно оние земјоделци за кои можете редовно да бидете информирани во медиумите дека се превртил трактор, загидал на нива и така натаму и така натаму. Македонското здружение за заштита при работа оваа година започнува со квартални извештаи за несреќи на работно место. Во првиот квартал од 2017 година се случиле 24 несреќи на работно место, од кои 5 биле фатални. Македонското здружение за заштита при работа и понатаму ќе работи на подигнување на јавната свест за унапредување на безбедноста и здравјето кај сите засегнати страни од оваа област, со цел спречување на несреќите и повредите при работа.
Крводарителите од општина Петровец имаат можност да ја даруваат најдрагоцената течност на крводарителната акција која ќе се организира на 5 мај во спортската зала Кочо Рацин во Петровец. Ова акција е дел од активностите на општина Петровец за одбележување на денот на општината. Со низ активности, општина Петровец ќе го одбележи 6 мај денот на општината. Во рамки на одбележувањето на денот на општината ќе се одржи уште една традиционална крводарителна акција заедно со Заводот за трансфузиона медицина. Акцијата ќе се спроведува во петок на 5 мај во спортската сала Кочо Рацин во Петровец во период од 9 до 14 часот. Во овој период крводарителите ќе имаат можност да ја даруваат најдрагоцената течност и со тоа да спасат нечиј живот и да ја потврдат својата хуманост. Како дел од одбележувањето на денот на општината и 20 години од своето постоење, градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски ќе додели благодарници на 2 фирми кои помогнаа во расчистувањето на снегот и овозможија општина Петровец да има проводни патишта во зимскиот период. Со травијатата на Верди во режија на Верена Штојбер и со Ана Дурловски во главна улога, на 9 мај свечено ќе бидат отворени јубилејните 45 мајски оперски вечери. На програмата ќе бидат 5 оперски и 3 балетски представи, 2 солистички рецитали и 2 изведби на мјузиклот Тајно моја. Влезниците за премиерата на травијатата се по цена од 800, 1000 и 1200 денари, а за другите представи на фестивалот тие се движат од 400, 500 и 600 денари. Може да се купат и пакет влезници за сите представи кои чинат 3000 денари, односно 4500 денари за VIP седиштата. 45-тите мајски оперски вечери ќе понудат 5 оперски и 3 балетски представи, 2 солистички рецитали и 2 изведби на мјузиклот Тајно моја. Директорите на операта и на балетот Сони Петровски и Олга Панго денеска на пресконференција ја соопштија програмата, нагласувајќи дека е богата и разновидна. Покрај македонски изведувачи ќе настапат и гости од повеќе земји. Традиционално фестивалот ќе биде отворен на 9 мај годинава со премиера на Травијата од Верди, нова постановка во режија на Верена Штојбер од Германија и со сопранистката Ана Дурловски во насловната улога. Представата ќе биде репрезирана на 11 мај. Свеченото отварање на фестивалот на 9 мај ќе биде со ново читање на Травијата, најпопуларната и најизведувана опера во македонската опера и балет. Овој пат е во режија на Верена Штојбер од Германија, а сценограф и костимограф на Софија Шнајдер. Диригент е Джанлука Мартиненги од Италија. Режисерката Штојбер на пресконференција рече дека идејата е била на сцената да прикаже нормални луѓе, не кралеви и бајковити ликови, и да ги пренесе нивните емоции и вистинската приказна. Според неа, Верди е еден од најголемите раскажувачи на сите времиња, кој со Травијата ги крши табуата и дозволува главниот карактер во операта да биде жена со низок морал, љубовница. On one hand is part of this society and also like using all these advantages of this society, and on the other hand like he claims to be like a very honorable person. Дава Жорж Мон како пример, кој што од една страна е пристоен господин, но сепак ги користи услугите или недостатоците на таквите ситуации во денешното време. Сценографката и костимографка Шнајдер додаде дека направила сцена која би била актуелна и денес, иако операта е од средината на 19 век. Сцената се врти и се прекажуваат разни простори кои отсликуваат различни аспекти на општеството, рече Шнајдер. Сопранот Ана Дурловски истакна дека со новата Травијата публиката во Скопје ќе може да види повисока оперска класа и театар каков што се прави во Германија, каде ликовите и нивните релации се подлабоки. Таа соработувала со режисерката Штојбер во ист ансамбл во Германија, меѓу другите и за операта Травијата. На мое задоволство големо конечно дојде на ред и јас да отпеам Травијата во македонска опера и балет. Ова ќе биде мој прв настап тука во оваа улога, иако имам пеено до сега во Германија. Тоа што посебно ме радува е што имавме можност, така да речем, во лет да го фатиме тимот на Верена Штојбер, кои што се меѓу другото и добитници на Ring Award
еден од, да не речем и најголемиот надпревар режиски во светот. И од тој аспект се секако и многу барани, така да успеавме, би рекла, со наше добро познавање и преку наши добри контакти, денес да ги имаме тука и да работиме со нив, да работиме на еден начин на кој што се работи во Германија, на тој специфичен режи театар, кој што ние, за жал, тука во Македонија не сме имале можност да го гледаме. Значи, работата на ликовите е многу подлабока, се работи за една сосема друг начин на водење на ликовите. Најбитниот момент е релацијата меѓу ликовите на сцена. На представата, сите што ќе бидат во публика, за момент ќе се почувствуваат како во еден од високите класи оперски куќи во Германија. На 13 мај на програмата е операта Севилскиот Бербер на Росини во изведба на Српско народно позориште од Нови Сад, а следниот ден ќе гостува операта Нова од Киев со операта Јов. На 28 мај е Мадам Батерфлај од Пучини во изведба на Националниот театар на операта и балетот од Тирана, и на 31 мај мајските оперски вечери традиционално ќе завршат со Вердиевата Аида, а оваа година во главните улоги ќе бидат солисти од Турската државна опера од Истанбул. Балетските изведби ќе почнат на 10 мај со представата На пат на Хрватско народно казалиште од Сплит по музика на Јохан Себастијан Бах на македонскиот кореограф Игор Киров. На 20 мај е балетот Лебедово езеро на музика на Чайковски, на кој со солистите и балетскиот ансамбл на МОП ќе настапи оркестарот на државната опера од Пловдив, а на 26 мај ќе биде изведен балетот Клеопатра. По 6 прикажување на Тајно моја во март и во април мюзиклот посветен на Тоше ќе има 2 изведби и во рамки на мајските оперски вечери на 16 и на 17 мај. На фестивалот ќе бидат одржани и 2 солистички рецитала со првенци на МОП. На 18 мај сопранот Весна Гиновска-Илкова во придружба на пианистката Кристина Светиева и на 23 мај басот Игор Дурловски, придружен од пианистот Дино Имери. За најмладите ќе биде изведена представата Пролетна приказна на музика од Стојан Стојков и настап на детскиот хор Фалсето. Влезниците за премиерата на Травијата се по цени од 800, 1000 и 1200 динари, а за другите представи на фестивалот тие се движат од 400, 500 и 600 динари. Може да се купат и пакет влезници за сите представи кои чинат 3000 динари, односно 4500 динари за вип седишта. Директорката на балетот Олга Панго на пресконференцијата се извини за вчерашното откажување на представата Дон Кихот поради, како што рече, немилите настани во собранието. Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот и патиштата ја започна акцијата Безбедни млади возачи, која е дел од кампањата Младост без лудост. Уништено возило во сообраќајна незгода во наредниот период ќе биде изложено во повеќе скопски средни училишта, а ќе бидат организирани и симулацијски вежби за сообраќајни незгоди со настрадани млади лица. Со презентација на уништено возило во сообраќајна незгода и симулацијски вежби за сообраќајни незгоди со настрадани лица, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата го означи почетокот на акцијата Безбедни млади возачи, која е составен дел од кампањата Младост без лудост за подобрување на безбедноста на младите во сообраќајот, со цел подигнување на свеста за последиците од сообраќајните незгоди. Уништеното возило во сообраќајна незгода во наредниот период ќе биде изложено во повеќе скопски средни училишта, а ќе бидат организирани и симулацијски вежби за сообраќајни незгоди со настрадани млади лица. Идејата е младите да бидат сведоци на сообраќајна незгода и на еден ваков суптилен начин да добијат чувство за последиците од сообраќајните незгоди. Покрај тоа, во рамки на акцијата ќе биде организирана презентација на така наречените пиени очила, кои ќе помогнат младите да дојдат до реални сознанија за тоа каква е нивната перцепција и нивните моторни способности кога се под дејство
на алкохол и како алкохолот влијае на нивната способност за управување со моторно возило. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата објави јавен повик за наградно надпреварување за познавање на сообраќајните правила и прописи. Право на учество имаат средношколците од 4-та година кои немаат возачка дозвола, а наградата е еден ваучер за бесплатно полагање за Б категорија, 5 ваучери за бесплатно полагање на АМ категорија и 10 ваучери со 50% попуст за полагање Б категорија, кои може да ги искористат во рок од една година. Вечерва започнува меѓународниот фестивал Урбан Фест на сквер Јадран во општина Центар. На фестивалот кој ќе трае и утре ќе учествуваат уметници од Европа. Артисти од Германија, Бугарија, Холандија, Португалија, Србија, Босна и Херцеговина и Македонија ќе учествуваат на меѓународниот фестивал за улична уметност на живи статуи Урбан Фест, кој денеска и утре се одржува на сквер Јадран во општина Центар. Фестивалот започнува во 20 часот. Сабота фестивалот ќе трае преку целиот ден, а крајот ќе го заокружат диџеите Маци Јоги. Во сабота за време на концертот на летечки пекинезери ќе настапат и артисти од Европски статуа проект, а граѓаните ќе ги забавува и музичката група Фолтин. Вообичаеното донирање во шапките на артистите ќе биде наменето за лекување на самохраната мајка Наташа која боледува од рак. Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на паркиралишта и гаражи во 2016 година е зголемен на 254 објекти за паркирање, со површина од над 700.000 метри квадратни. Во споредба со 2015 година, бројот на паркиралиштата и гаражи е зголемен за 1,2%. Во 2016 година зголемен е бројот на паркиралишта и гаражи. Има 254 објекти за паркирање со површина од 701.194 метри квадратни. Според Државниот завод за статистика, 24.743 места за паркирање се на отворен простор, а 3.905 места за паркирање има во покриените гаражи. Во катните гаражи има 4.966 места за паркирање. Во споредба со 2015 година, бројот на паркиралишта и гаражи е зголемен за 1,2%. Во истиот период, бројот на места за паркирање е зголемен за 9,5%. Во покриените гаражи зголемувањето изнесува 1,6%, а во катните гаражи бројот на места за паркирање е зголемен за 2,5%. Во 2016 година бројот на места за паркирање на отворен простор за лица со посебни потреби изнесува 488, во покриените гаражи 69, а бројот на места за паркирање за лица со посебни потреби во катните гаражи изнесува 59. Со ова истражување се опфатени деловните субјекти за јавни паркиралишта во Република Македонија и паркиралиштата во општините. Да не се фрлаат отпадоци, да не се уништува зеленилото и да не се палат огнови на отворено. Ова се препораките кои општина Петровец ги упатува до граѓаните кои 1 мај планираат да го поминат на некој од излетничките места во општината. Во пресред на одбележувањето на 1 мај, кога се очекува зголемена посетеност на излетничките и на рекреативните места, од граѓани кои овој ден го поминуваат во природа со скара и друштво, од општина Петровец апелираат граѓаните да бидат совесни и да се однесуваат поодговорно на излетничките места, да не фрлаат отпадоци, да не го уништуваат зеленилото и да не палат огнови на отворено, кои би можело да предизвикат пожари. Казната за палење уган на јавна површина е 200 евра, а за фрлање отпад 50 евра. Од општина Петровец за престојниот 1 мај очекуваат најпосетено да биде излетничкото место во Котланово. Во продолжение следува малку поопширна временска прогноза за продолжениот празничен викенд. Во сабота ќе преовладува променливо облачно време со сончеви периоди, но и со услови за локален краткотраен пороен дожд, наместа проследен со ретки грмежи. Кон крајот на денот облачноста ќе се зголемува. Локално, особено во источните делови, ќе има услови за пороен дожд, наместа проследен и со ретки грмежи. Во западните делови ќе дува умерен до засилен ветер од југозападен правец, наместа ќе достигнува и над 60 км на час. Во недела ветерот ќе го промени правецот во северен, кога се очекува температурата на воздухот да упадне за 4 до 5 степени. Во понеделник ветерот повторно ќе го промени правецот во јужен, од каде се очекува да има прилив на топол воздух, а со тоа температурата на воздухот повторно ќе биде во покачување. Матама метео го гледаме во приложение.
Министерството за култура денеска информираше дека е распишан конкурсот за државната награда 11 октомври. Конкурсот трае од 1 до 31 мај оваа година. Со оваа информација ги завршуваме денешните урбани вести. mtm.mk е веб страната на која ќе најдете повеќе информации. Ви благодариме на вниманието, а спортските вести ги гледате следни на МТМ. Пријатно!